Колешке Ласовска, не сте разбрали. Вчера Јани Макрадули штрајкуваше против Садола Дурако. Бидејќи Јани Макрадули ништо не работи во владата, не е никаков функционер, не е заменик министер, тоа граѓанското општество што ни го нудат се случува во Република Македонија. Затоа што Македонија била загадена и луѓето уште не можат да излезат од опозициониот филм, каде што реално и треба да се наоѓаат. Ама еве сега ќе представуваме на граѓаните колку ние сите заедно тука сме загрижени. Изгледа не знаат дека треба да ги решаваат проблемите. Ама од решавање на проблеми нема ништо, колешки Ласовски. Затоа што 3 години фрлаа отровни стрели против странските инвеститори и сега еден по полека се повлекуваат, ќе си одат. Нема повеќе на телевизија 200 вработувања, 1000 вработувања. Од сега ќе има 1000 нови невработени, 200 нови невработени. Ова со бруто домашниот производ, министерот на кој што косата му паднала за да каже како било во Данска. Не знам сега што ќе прави со неговата фризура во наредниот период. Затоа што ова што граѓаните имаат можност да го видат е разобличување на сето она што се случуваше во изминатиот период. Флоскулите од типот недемократска власт, режим, граѓаните ќе си ги видат што се случува во Република Македонија. Меѓутоа се вратиме малку и на законот за јазици. Бројчето што го барате нема да го добиете, тоа е јасно. Дебатата која што треба да се случува за овој закон нема да ја има, затоа што формата која ја најдоја за да се случува целата оваа работа е да се помине со европско знаменце и немојте да барате ни на кој закон е врзан, ни на која директива, го нема тоа, колешки. Проблемот е во тоа што сакаат вака на еден, не знам како да кажем, лош начин да го протнат кај граѓаните. Од граѓаните не добија поддршка. Тие бараат поддршката од своите коалициони партнери. Јас не знам со овој закон што ќе подобриме во употребата на јазиците во Свети Николе. Во Свети Николе треба да разговараме, има влашко население, има ромско население. Во Штип, што ќе подобриме? Нотаријатот, извршителите да работат. Новата клиничка болница, пред која што држеа пресови и на која што дојдоа да се прошетаат со министерот кој што сега е во кампања, истите оние кои што држеа пресови, треба да има двојазичен печат. Тоа е тоа што можат да го понудат тие. Источна Македонија има етникуми за кои што треба да разговараме за подобрување на употребата на јазиците. Ама да наметнуваш сила надвор од волјата на граѓаните, од сето она што е реално таму на таа страна, е апсурд. Затоа што граѓаните, она што го зборевме 2016 година во кампањата, сега можат да го видат. И почетоци на Тиранска платформа и сето она што председателот Груевски го кажуваше во изминатиот период. Ви благодарам.